Почитуван заменик министер, почитувани граѓани. Мислам дека е задоцнет овој закон, но добро е што се носи. Дај Боже да никогаш да не носиме закони каде што ќе се наоѓаме во пандемија, каде што ќе бараме начин како брзо плето или ден за ден да им помагаме. Се надевам дека во иднина постратешки ќе ги носиме овие закони, но добро е што се носи овој закон. Јас ќе ви кажам некои сугестии, не сакавме ние како ВМРО ДПМН и како Комисијата за транспорт било што да закочиме, бидејќи се работи за потребата на граѓаните. Зборам, затоа не поднесовме амандмани, бидејќи претпоставувам веќе имате нешто што веќе го договарате за да се постават овие болници и тоа е добро. Добро е што наоѓате решение, но не е добро што имаме голем хаос и во здравството и има потреба од модуларни болници. Да знаат граѓаните, се работи за фактички технички начин како да се направат овие, би кажал, модуларни болници каде што ќе бидат сместени на оние површини во здравствените капацитети. Јас само неколку сугестии ќе ви дадам најдобронамерно. Мислам дека нема потреба во законот да ги ограничувате само на 1000 метри квадратни и да бидат само приземни. Но тоа претпоставуваме некоја ваша одлука и можеби ќе видиме зашто е така, но самото ограничување што го правите утре можеби ќе имате потреба од дополнително да го менувате законот, односно повторно да дојде тука на седница и нема потреба со ограничување да биде само на приземни 1000 метри квадратни, бидејќи не дај Боже да ни требаат поголеми, но треба да бидете спремни во секој момент. Но тоа е ваша одлука и го кажувам најдобронамерно како сугестија, бидејќи сум дел од тој ресор и мислам дека ќе ви помогне во иднина ако има потреба. Затоа од сега размислувајте за не дај Боже ако има потреба, бидејќи слушаме дека ќе има и кризна состојба во државата, за да имате вака предност во стратешките планирања. Исто така немате контролен механизам при издавање на решението за поставување, нема одлука на влада и така натака. Добро е како еден механизам за контрола на понатамошна злоупотреба. Размислете го тоа, бидејќи со самата одлука на влада ќе се поставуваат болници онаму каде што има потреба, потоа исто така тие може да се преместат. И една работа што мислам дека е непотребна и не е фер спрема домашните правни лица, а тоа е што имате различен третман на странските правни лица и различен третман на домашните приватни лица, оние што ќе учествуваат во постапката, бидејќи условите за странските приватни компании се многу поедноставни отколку оние за домашните правни лица. И не знам поради која причина тоа го правите, мислам дека е најдобро да имаат еднакви услови, сепак и ние имаме тука квалитетни луѓе што работат на овие проблематики, сепак е закон за градење и може да се најдат тие луѓе. Затоа ВМРО ДПМН нема да го закочи овој закон, ниту па го закочи на комисијата. Претпоставам ние како пратеници да помогнеме еден човек да се излечи побрзо, тоа е суштината за тоа што сме пратеници. Благодарам уште еднаш. Фалемдарите, Јубе. Ви